Добар ден, почитувани, стартува новата телма Амбуланта. Нашата култура не им остава доволно простор на мажите да ги искажат своите внатрешни борби и немири. Мажите треба да бидат силни, да не покажат немоќ и слабост со еден збор. Мажите не плачат. Но што се случува со потиснатите емоции, со оние емоции кои што не може да се искажат? Влијае ли сето тоа на менталното здравје на мажот? Истражувањата покажуваат дека мажите многу поретко бараат помош психолошка кога не се чувствуваат добро во споредба со жените. И тоа е така секаде во светот. Што може да се направи за да се промени? Ќе запрашаме професор доктор Ана Фрицкан, психолог од Филозофскиот факултет во Скопје. Разговорот ќе го проследите веднаш по рекламниот блок. Останете на телма. За машкото ментално здравје во денешната телма Амбуланта разговараме со професор доктор Ана Фрицкан, психолог од Филозофскиот факултет во Скопје. Професорке, добар ден. Добар ден, благодарам на поканата. Добре дојдовте во студиото на телма. Благодарам. Мажите не плачат, еве што издвоив, биди поцврст, се однесуваш како девојче, биди маж, стисни заби. Се тоа се дел од оние генерацијски сваќања за тоа како треба да изгледа мажот и дека не треба всушност да ги изрази емоциите. И сега, дали оваа стигма е само општествена или пак понекогаш и мажите имаат внатрешно чувство дека тоа треба да биде така, па се пропаѓаат во сопствената замка? Па, видете, секако не можеме да избегаме од културата, од тој контекст во кој растеме и се развиваме и од сето оно што ни се пренесува, нели, што од мали нозе, како вредносен систем, како модели што ги гледаме на идентификација, модели на однесување. Така што тоа секако има големо значење и голем придонес во тоа што се очекува од мажите, што се очекува од жените и генерално тоа е потипично што вие го опишавте за тие потрадиционални култури, потрадиционални општества. Меѓутоа, кога ќе погледнеме новите генерации млади, тие многу повеќе се социализираат веќе во еден дух да сосема е во реди, машкото да се расплаче, да покаже чувства, да покаже слабост во одредени моменти. Денес веќе овие помладиве го надминуваат сето тоа, да. Променето е. Но за повозрастните ми се чини дека се уште важи. Да, стои тоа и тоа не е, да речеме, типично само кај нас, туку се забележува генерално и во светски рамки. Значи, да, по-често е во традиционалните култури, меѓутоа се уште е, да речеме, и овие западни земји, кои што се многу повеќе индивидуалистички општества и така ориентирани, се борат, да речеме, со таа стигма која што е присутна, нели, во поглед на однесувањето на мажите и еве, бидејќи темата ни е таа, нели, па и нивното ментално здравје, така дека пак некако на прва која ќе видите, разговорно кажано, по лесно би прифатили, нели, дека жената има некаков предизвик пред менталното здравје, отколку дека тоа мажот го има. Значи, мажите не дека немаат, ама по малку зборуваат за тоа, поретко зборуваат за тоа, а и голем дел од нив самите на себе не си признаваат, нели, дека можеби се соочуваат со некаков предизвик за кој би требале да побараат стручна помош. Така што многу зависи од тоа како рано не воспитуваат во семејството. Значи семејството е всушност клучно. Па се почнува таму, знаете, се оно што се пренесува како вредносен систем почнува прво дома во семејството, се разбира во еден поширок општествен контекст или еден макросистем кој ги диктира тие вредности, начела, принципи, правила на однесување, а со самото тоа и очекувањата од за тоа како треба да се однесуваат мажите и како треба да се однесуваат жените. И за жал, ако ги погледнеме повозрастните генерации, се уште меѓу нив поретко ќе видите поединци кои мажи зборувам, кои ќе бидат подготвени да побараат стручен совет
или поддршка, да речеме, во насока на подобрување на нивното ментално здравје. Значи, некако повеќе веројатно избираат да не зборуваат за тоа, самите да се справат некако. Додека кај помладиве, да, додека кај помладиве забележуваме дека не е веќе тоа толку присутно. Значи, оно што е, мислам, мене прилично ме радува е тоа дека се отвараат, нели, многу повеќе да штом забележат дека нешто така поотворено зборуваат за своите проблеми, за она што го преживуваат и доживуваат. Да, и тоа со стручни лица, значи не меѓу себе онака, туку баш одат и бараат стручна помош, така што тоа е навистина нешто, да, што треба да се охрабри, затоа што нема ништо добро тоа ако задржуваме внатре во себе, не побараме поддршка стручна и само потоа проблемот стане многу поголем и потежок за решавање. Така, подлабок. Подлабок. Така, но мажите, уште кога се тинеџери и кога се во друштво на врсниците, почнуваат да зборуваат со подлабок глас, да имитираат некои гестови од повозрастните мажи. Да. Сега, дали тоа значи дека и момчињата како и девојчињата подеднакво стравуваат од отфрлање и од изолација? Па поради тоа треба да бидат, нели, фраери, да бидат алтернативци, треба да бидат спортисти, имитираат одредени модели. Да, имитираат и момчињата и девојчињата во период на адолесценција, посебно ако е тоа раната адолесценција и средната адолесценција, значи негде кон привршувањето на основното и целото средно образование, посебно во период на пубертет, кога почнуваат тие пубертетски промени, не реагираат, не ги засега исто задоснетиот и забрзаниот пубертет момчињата и девојчињата. Да речеме, кај оние момчиња кои пубертетските промени почнуваат побрзо, порано во споредба со нивните врсници. Кај нив се забележува што го опишавте вие сега, значи кај нив веќе порано мутира гласот и сите тие физички карактеристики се јавуваат на возрастни мажи и да, и тие кај нив се забележува дека тие момчиња некако и самите се однесуваат многу поблиску до возрастни мажи отколку до нивните, како се однесуваат нивните врсници кај кои се уште не почнале пубертетските промени, а тоа е тој подлабок глас во зборувањето, значи начинот на однесување по-конзервативен, по-маскулин, повеќе велам наликува на однесувањето на возрастните мажи и кај тие некако да речам по-позитивно се справуваат со тие пубертетски промени кои секако сите ќе ги засекнат, само прашање на време. Додека ако имаме задоцна пубертет кај тие момчиња малку потешко, нели, оди прифаќањето на тоа дека јас сум последен во групата кои ги доживува тие промени кои пубертетот со себе ги носи и некогаш кај нив може да се случи, например, да се повлечат или да станат агресивни, затоа што обично тогаш групата врсничка ги отфрла затоа што не се слични на нив, туку се различни. Овие се веќе се соочуваат со промени кои што се потипични, нели, ги водат во светот на возрастните мажи, овие се уште се поблиски до децата и тука веќе доаѓа до оној раздор каде што го отфрла, не е прифатен од страна на врсничката група и тоа секако дека тешко им паѓа, мислам, не е воопшто пријатно и знаат да изреагираат, велам, на такви различни начини. Кај девојчињата е малку поинаку, за оној преуранет пубертет кога рано тргнува, тоа може да сите промени кои што ги носи на физички и телесен план, знае да направи да таа отскокнува од групата врснички и да биде интересна за момчињата, ама затоа па девојчињата другава врсничка група да ја отфрли. Секој тука индивидуално реагира, оние кои што се емоционално позрели подобро се справуваат со сето тоа, оние кои не се толку емоционално зрели тие потешко поминуваат, меѓутоа е предизвик дефинитивно. И стравот од отфрлање, посебно во период на адолесценција, е прилично голем, затоа што знаеме, целата литература и емпиријата тоа го покажува дека во период на адолесценција врсничката група е најмокниот агент на социализација и за адолесцентите е многу поважно што одобруваат нивните врсници отколку другите авторитети. И тука, да, поради тоа се подготвени да се конформираат со врсничките норми и групните барања и да се однесуваат на одреден начин за да бидат интересни, видливи, прифатени во групата и едноставно затоа што, нели, таму е многу потешко за нив да не припаѓаат никаде, да немаат група со која би се дружиле, отколку, не знам, да добијат
лоша оценка во училиште или да не се согласуваат со мислењето на нивните родители или наставници и така натаму. Професорке, што е со оние мажи што не се вклопуваат во предвидените машки норми? Што се посрамежливи? Што се почувствителни, не се спортски типови, не се фраери и слично. Како тие гледат на себе, на својата машкост? Па треба да ги прашаме лично нив да ни кажат, затоа што индивидуално се пак ќе речам многу големи разликите, но во секој случај, видите, не можеме во се да бидеме најдобри. Тоа што може би во некои домени, во што вие го наведовте, послабо фигурираме, послабо котираме, не значи дека во нешто друго може би не сме на вистина извонредни. Така што повеќе по мене што е она што ми е приоритет во животот и што е она што јас вреднувам како единка, нели, да ми биде важно. Да, тука се секако групите и групните норми и барања и се разбира дека би биле многу покомотни сите кога би се вклопувале во она во што, нели, би рекле сите се вклопуваат како една општа рамка. Меѓутоа сите сме различни по многу нешта и од тука знаете како врзано е многу и со самодовербата, и со сликата за себе на поединецот, и со тоа што велам вреднува во животот и кај себе си. Така што колку има изградени механизми и стратегии да се избори со стресот, со сите тие, да речеме, можеби ситуации каде што би се почувствувале понерасположени или подепресивни или незадоволни од себе. Значи, тука е, пак ќе речам, прилично индивидуално. Некои поединци лошо се справуваат со сето тоа, значи прилично им пречи, доаѓа до изолација, до повлекување, затварање во себе и слично. Меѓутоа, други кои што едноставно си ја прифаќаат реално сликата за себе, нели, јас сум тоа ми е послаба страна, ама овие другиве ми се посилни, едноставно продолжуваат сосема како да речам, оптимално да функционираат и да се развиваат во текот на животот. Значи, некогаш не вклопувањето во групата знае да биде и добра работа. Знаете кога вашиот вредносен систем, вашите лични норми, вашиот личен морал е над оној групниот, значи е поквалитетен, тогаш па и не мора баш многу да се вклопувате во групата. Така, но колку често мажите што покажуваат емоции, нели тоа понекогаш знае да се протолкува како слабост во средината, знае да се неинтересни за жените. Па дури добиваат некои такви грди епитети, папучар, слабак и слично. Да, сега тоа повеќе тие етикети мислам дека повеќе мажи на мажи им лепат него жени на мажи. Мада она што го гледам вака и во разговори со колички, пријателки и генерално вака кога ќе погледнете, некогаш и жените знаеме да бидеме амбивалентни. Сакаме да покажува емоции, да е, не знам, топол, грижлив и така натаму, од друга страна да удри на маса, да биде мажествен, да биде, нели, така што и ние да се запрашаме што сакаме, всушност, што е оно што е цело. Значи, пак е тоа индивидуална позиција. Не би рекла дека баш на сите жени им пречи, ако кога е мажот почувствителен и кога покажува емоции, можеби токму тоа и треба на конкретна жена и во таа релација, во тој спој, тоа би функционирало многу добро. Од друга страна, велам, некогаш сме амбивалентни и конфузни, не знаеме што е, ама сите тие етикети, мислам дека повеќе сетингот, значи кругот ги наметнува од мажи за мажи, не од жените за мажите. Значи јас на пример за папучар не сум слушнала жена да каже, ама сум слушнала маж да каже за друг маж, тоа да. Доколку дома, да речеме, средува, чисти, готви, тогаш за мене е тоа добро домашно воспитување, и комплимент меѓу другото. И комплимент е затоа што ако зборуваме за, да речеме, егалитарен систем на функционирање дома, значи пар кој едноставно нема поделба на машко-женски обврски. Сега,
жената чисти, пере, пегла и така натаму, тој менува сијалици, фрла ѓубре. Ме разбирате, значи не, туку едноставно секој дома може да направи се што е домашна обврска. За мене тоа не е слабо, за мене е тоа добро домашно воспитување. Значи да речеме браво на таа мајка, на тие родители кои што го воспитале да се однесува на тој начин. Со почит. Со почит кон жената, апсолутно, да, кон партнерката. Од што зависи каква ќе биде самодовербата на мажот? Па тоа почнува многу рано. И кај мажите, кај жените, значи самодовербата почнува да се гради многу рано, уште од раното детство, нели? Прво зависи од тоа каков е односот на родителот и родителите кон детето. Затоа што ако односот е исполнет со потценување, иронии, сарказми, ме разбирате, со подсмев, ако родителите се студени, дистанцирани, не вклучени квалитетно во родителството, значи практикуваат некој штетен родителски стил, ако го занемаруваат детето или да речеме не се респонсивни, значи не ги препознаваат потребите, не ги задоволуваат соодветно и навремено, тогаш дефинитивно дека тоа ќе ја разниша само довербата во старт, затоа што кога се децата многу мали, нели родителите се врвните авторитети за нив, така што тоа што родителот го пофалува, детето го запечатува, значи го прифаќа како нешто што е добро и треба да го прави, а оно што не го пофалува или го понижува или му го истакнува како негативна карактеристика, исто така го запечатува дека тоа е нешто што јас не го можам, не ме бива, не сум способен, не знам, ваков сум, таков сум. И тогаш тоа кога се повторува во подолг временски период, едноставно ја разнишува самодовербата и себепочитувањето, значи се стартува многу рано. Ако тука се постави рано на здрава основа дека едноставно односот на родителите треба да биде охрабрувачки, треба да биде поттикнувачки, треба детето да знае дека е сакано такво какво што е, да не се условува љубовта. Ако се тоа топли родители, емоционално топли, значи одговорни родители, го практикуваат така нареченото позитивно родителство, значи го прифаќаат своето дете такво какво што е и го поттикнуваат неговиот развој таму каде што му се силните домени, тоа уште повеќе го охрабруваат, тогаш и самодовербата ќе порасне и потоа ќе биде полесно понатаму во животот кога ќе се соочиме со ситуации кои ќе бидат предизвикувачки за самодовербата, нели да таа биде тука присутна, да имаме здрава самодоверба. Таа е врзана секако понатаму и со оценката од социјалните групи во кои што циркулираме секој ден, значи колку сме успешни, колку сме реализирани професионално и приватно и нели сето тоа понатаму е тест за самодовербата, ама незината основа, незините корени се поставуваат многу рано во семејството и тука е пресуден односот на родителите. Така, но во текот на животот исто така се очекува реализација како маж, да заработува многу, да има добра позиција и слично. Тоа е тука да се еволуцијски, разлиша, да, еволуцијски така да. Не е тоа, значи маж е ако те тој кој нели ја бара храната, го штити семејството, женката е таа која што се грижи за потомството. Еволуцијски не е тоа така и меѓу кај луѓето едноставно да го има тоа дека мажот е тој кој барем порано така беше, нели, столбот на семејството, па тој треба да заработува повеќе. Меѓутоа видите во едно денешно време каде жените се навистина многу образувани, се поголем број жени, гледаме и на водечки позиции, раководни позиции. Последните статистики покажуваат жените во науката во рамки на Европа, ние водиме во нашата земја, дефинитивно сме на прво место по жени научнички. Значи, жените можат многу работи исто како и мажите, а многу работи подобро од мажите. Така што прилично е важно да не се завртиме во таа позиција дека жената треба да е пасивна и да чека мажот да донесе пари дома, тој да заработи, тој да го има последниот збор. Мислам, на вистина времето во кое живееме денес и овие генерации нови кои доаѓаат после нас, сакам да верувам дека ќе растат во еден многу по-рамноправен свет и од овој аспект, дека ќе ја нема таа таква крута поделба
мажите кое што ова, создава жените ова. притисоци и на двете страни, и Апсолутно, кај значи, мажите и кај жените. Жената треба да е способна да заработува сама, значи може тоа, да е едуцирана, образована, да може да има работа, значи да едноставно се грижи за себе, за своето семејство, да придонесува дома, да е еднаква со мажот, значи не гледам причина да размислувам поинаку, значи затоа што постои нееднаквост, нема причина за тоа. да, затоа што ако очекувате некој да ви заврши нешто на вас во ваше име, вие се ставате себе си во една пасивна позиција, затоа што очекувате дека тој другиот нешто треба да ви даде, да ви донесе. Така што верувам, јас ги гледам и моите студенти на психологија, имаме повеќе жени, најмногу практично девојки, и така како со висока самодоверба, асертивни, знаат што сакаат од животот, гледаат напред, знаат каде се гледаат себе си понатаму, вложуваат во себе и тоа прилично оптимистички ме делува, мислам, мене многу храбро. Професор, ке важно ли момчињата да има татковска фигура во животот, да имаат влијание од таткото, да живеат во семејство во кое што ќе биде тој присутен, вистински? Одлично е ако е тоа возможно, не секогаш е возможно од X причини. Она што го знаеме е дека, да речеме, не знам, некогаш може да е смрт во прашање па да го нема. Некогаш е развод во прашање па тој не е секојдневно присутен. Добро е да се двата родитела, апсолутно. Тоа е најдобро за развојот на децата, мислам, недвосмислено. Меѓутоа, ако веќе не е, тука е другиот родител кој едноставно нели треба да го даде максимумот за да развојот на детето тече како што треба, конкретно и кај момчињата. Значи има доста истражувања, јас ќе речам, значи ако почине тука веќе не можеме нели ништо да направиме. Меѓутоа кога е во прашање развод, од пракса гледаме дека оние деца, да речеме, каде разводот се случил во една цивилизирана атмосфера, значи на смирен начин, каде детето не е ставено во средина помеѓу родителите, да треба да избира тие преку него да го решаваат конфликтот што го имаат и слично, нивниот развој тече, значи непречено, ако има добра релација и со едниот и со другиот родител, нивниот развој тече непречено, споредено, да речеме, кога имате тежок развод со многу конфликти, па е детето ставено на средина, па се брани да му е забрането да се гледа со таткото подолго време или колку што тие сакаат и така натаму, и тогаш веќе тоа ги комплицира работите, односно детето тука страда и тогаш тоа го засегнува и неговиот севкупен развој и неговата субјективна добросостојба. Така што пак ќе речам, многу е важно родителите да се постават така да не тие туку што е најважно за детето, што е приоритетно за детето, значи како со нивното однесување со тоа што го прават, можат максимално да придонесат да развојот на детето тече непречено, значи без било каков проблем. Има ли влијание врз менталното здравје доколку таткото бил доминантен? Или пак мајката била доминантна, па потоа се, да речеме, врзани за својата мајка во текот на животот, па имаат проблеми со партнерката или пак во семејниот живот од таа причина? Има истражувања кои, например, покажуваат дека менталното здравје на мажот знае да зависи доста од менталното здравје на мајката или на сестрата. И исто така истражувања кои покажуваат дека, ако да речеме таткото имало ситуации да се самоповредува или извршил самоубиство, поголем е ризикот за синот да го повтори истото однесување. Значи такви податоци може да се прочитаат во истражувањата. Меѓутоа, пак да доаѓаме до тоа како се поставуваат родителите во целиот тој процес на социализација, во процесот на воспитување. Велите доминантна мајка. Доминантна мајка, значи пак е врзана со родителскиот стил, како таа настапува и како се доминантна мајка знае да наштети на женско дете, не само на машко дете, затоа што да речеме на тој начин ја ускратува слободата на нивното размислување, на нивното изразување, на изборите што ги прават. Едноставно го гуши детето. Верувам во најдобра намера за да максимум му пружи, максимум да сака да го заштити.
всушност почнува да го задушува и тука детето нема доволно простор што би му требало, нели, психолошки вака зборувано, да се развие, нели, туку се развива во рамки на сенката на доминантниот родител. Пак доаѓаме до семејството и до тоа, нели, како родителот се поставува во целиот тој развоен процес кон своето дете, како воспитува, каков родителски стил практикува, што е тоа што наградува, што казнува, какви барања поставува од дисциплината, едноставно кон што го насочува развојот на детето. И на крајот на криштата, дали што е побитно, јас како мајка да си докажам сама на себе дека можам да покажам моќ, строгост, авторитет, да биде по мој и така натаму, или е побитно да се усогласам со детето за да максимално извлечеме од нели, неговите капацитети, да максимално му се пружи да се развие така натаму. Значи, доминантниот родител сам по себе е проблематичен бидејќи го гуши развојот и на машкото и на женското дете. Ајде сега да проговориме за нешто што се случува во средните години, така наречената средовечна криза, кога мажите почуваат да купуваат автомобили, мотори, да живеат втор пубертет, да имаат љубовници и слично. Зошто доаѓа до вакво нешто? Видете, таа средовечна криза... И жените ги засега, но не во токав процент. Велат и на поинаков начин. Да. Прво, тоа не е, како да кажам, тоа е општествен феномен, социјален феномен. Повеќе не е всушност некаков, нема консензус дека тоа е медицинска состојба која се диагностицира како, не знам, нарушување психичко и така натаму. Значи, не е диагноза, туку е повеќе општествен феномен. И некои истражувања покажуваат дека отприлика 10 до 20% од мажите само ги зафаќа. Значи, не е тоа нешто што е типично за сите мажи. А и кога ќе се случи, не сите мажи реагираат исто или се однесуваат исто кога ќе се случи. Да, се случува кај одреден дел од мажите. Посебно ние во развојната психологија тоа го нарекуваме периоди на транзиции, значи кога преминуваат од период на рана во средна возрастна доба или од средна возрастна доба веќе во предпензионирање периоди така натаму, или кога прават рекапитулација на својот живот, значи доаѓаат во одредена точка во средните години, кога се вртат фигуративно земено, нели, назад во својот живот, што постигнав, колку постигнав, дали е тоа доволно, дали можам повеќе, дали можам сега нешто да променам, или се соочуваат со некаков неуспех, можеби на професионален план или на личен план, значи се она кое што може да не исфрли од комфортната зона, така од онака што сме научиле да функционираме оптимално, без некакви големи драматични успони и падови, може да биде причина да не втурне во една таква состојба, која некогаш се манифестирава, како што кажавте, нели, со такви форми на однесување, некогаш се манифестира со пад на расположение, повлекување, даваат некогаш отказ на работно место, се повлекуваат од социјалниот живот, од социјалните контакти, се осамуваат. Значи на различен начин може да се манифестира. Па тоа повеќе наличува како наликуване на депресивна слика и слично. Така што, значи, јас не би го очекувала тоа од секој маж кој е на возраст некоја од велат помеѓу 45 и 65 година, обично се најкритични, најзасегнати за да се соочат со таква, нели, криза на средната возраст. Меѓутоа, да, ако погледнете дека отприлика и она што ни го покажуваат податоците, например, најмногу се плашат од смртта помеѓу 45 и 55 години. И мажите и жените, значи не само, значи стануваме посвесни, нели, за нашата конечност, за нашата смртност, како сме помлади, некако не преокупираат други приоритети во животот, кариери и така натаму, ама како навлегуваме се повеќе во позрелите години и колку што повеќе се наближува пензионирањето, сега не кај сите, ама кај голем дел знае да се јави тоа
премислување, реобмислување, па што, па како. Особено да речеме ако сме свесни дека баш немаме некој многу голем избор, еве незадоволни сме од работното место, од професионалните постигнувања лични и слично, ама не можеме нешто посебно да направиме за тоа да го промениме, затоа што нема многу други можности што ни стојат на располагање. Едве да ја задржиме оваа работа, камоли да бараме нова и се, и некако и разбирливо е, нели сите сакаат стабилност, да знаат дека не се во состојба на стрес да мисли како утре ќе го помине денот, дали ќе има работа, дали ќе има пари или ќе го отпуштат и слично. Значи, тежнееме сите кон таа стабилност, меѓутоа во овој возрастен период може да се случи или да се соочиме со одредени предизвици кои кога би биле помлади, може би поинаку би гледале на нив, би ни биле полесни за решавање. Оти помлади да ја напушти работата и да остане без работа, нели има пред себе уште известно време, перспективно да најде и нова работа и слично, а денеси на пазарот на трудот во светски рамки знаеме дека повеќе се бара оваа помлада работна сила, како сме повозрастни, конкурентни, повеќе не се, не се толку барани на пазарот на трудот, така што понатаму. Што после тоа, нели, што ако не можам да најдам нова работа која што ќе биде нели на оно ниво кое што мене би ме задоволило. Освен тоа, исто така, на пример, има разлика во средна возрастна доба помеѓу мажите и жените. Знаете, се случува, се зависи сега и кога сме станале родители. Затоа што во средна возрастна доба денес веќе не значи дека сите имаме возрастни деца. Некои имаат мали деца. Да, некои имаат мали деца, некои имаат деца кои се адолесценти, некои веќе се соочуваат со оној феномен на празно гнездо. Децата заминале од дома, водат комплетно автономно свој живот, независно и така натаму, и сега кога ќе се јави таа состојба на празно гнездо, онда знаете имате да речеме вишок малку слободно време, да. И почнувате да се приспитувате, нели, што сега и така натаму. Па не е нетипично да жените во тој период повеќе се завртат кон кариерата, да речеме она што нема време порано да го правам, а сега имам ќе го направам, а мажите некако пак сега да не гледаме црно-бело дека сите жени и сите мажи, но извесен дел од нив повеќе се вртат кон семејството, затоа што можеби претходно повеќе доминантна била кариерата, па сега ајде да видам тоа што го пропуштив, можам ли сега да го искомпензирам. Така што некогаш и тоа, нели, заменувањето на децата од домот знае да биде еден тригер фактор кој може да ве наведе да почнете да размислувате што понатаму во животот, што од себе очекувате, што генерално од животот очекувате. Во продолжение на емисијата ќе видиме неколку факти поврзани со машкото ментално здравје, а тоа се: мажите 3 пати почесто извршуваат самоубиство од жените, мажите пријавуваат пониско ниво на задоволство, односно пројавуваат пониско ниво на задоволство од животот во споредба со жените, мажите поретко бараат психолошка помош во однос на жените, мажите имаат 3 пати поголем потенцијал за зависност од алкохол и 3 пати поголем потенцијал за честа употреба на опојни средства. Ова воопшто не говори добро за сликата која што се поврзува со машкото ментално здравје, што значи дека со само тоа што поретко барат психолошка помош во однос на жените, веројатно и резултатот е ваков. Да, тоа, знаете, токму тој податок го соопштуваат и во Соединетите американски држави, и во западноевропските, значи некако е заеднички за сите. И сите зборуваат за таа стигма општествена, дека треба некако да се скрши, да се надмине. Тоа е што како што и го почнавме денес разговорот. Го имаме без оглед дали е по-традиционално општеството, културата или е она по-индивидуалистички ориентирано. Значи тоа го забележуваме кај сите и да речеме во септември годинава во Lancet Психијатрија, едно референтно научно списание, се објавени се резултати од една огромна метастудија над 80.000 испитаници. И таму кога се анализирани различни нарушувања на менталното здравје, најдено е и за мажите и за жените дека тешкото депресивно расстройство е меѓу двете најчести
најприсутни нарушувања на менталното здравје и кај едните и кај другите. Сега кај мажите уште имаше оние расстройства кои што се должат на злоупотреба на алкохол и наркотици, а кај жените пак специфични фобии. Меѓутоа, тешко депресивно расстройство беше заедничко и за мажите и за жените. Друго, Светска здравствена организација во последниот извештај има објавено резултати дека во почетокот на пандемијата на прва година споредно со 2019, значи во 2020, депресивните состојби се скокнати за 28%, а анксиозните за 26%, значи генерално. Ако погледнете статистики светски што покажуваат, некако кај жените предничат и во депресивните и во анксиозните состојби, меѓутоа 3 пати почесто мажите се тие кои што се под ризик да извршат самоубиство. Зошто? Затоа што тие кај нив почесто пак се забележува вклучување во ризични однесувања кои се врзани со самоубиство, како што не знам, злоупотреба на наркотици, на алкохол, коцкањето, например, исто почесто е за мажите и така натаму. Така што и исто она што, например, го видовме во пандемијата, не дека сега овие бројки воопшто не се добри, значи овие проценти навистина се загрижувачки. Меѓутоа и претходно постоел нели предизвик пред менталното здравје и процентите исто така не биле добри, меѓутоа овие скокови покажуваат дека пандемијата практично не ги покажа сите слаби точки, нели сега секој индивидуално се справи во тој период на пандемија, како знаеш и умееше, нели оние кои беа психички и психолошки порезилиентни, тие подобро помина, оние кои во пандемија навлегоа со веќе некаков предизвик пред менталното здравје, уште повеќе тоа дојде до израз и на нив навистина им беше многу потешко, но генерално ваквите состојби, ако погледнете, нели се навратиме на што го зборувавме, голем дел остана без работа или работата висеше на конец. И сега тоа очигледно мажите, гледано низ тие традиционални очекувања од нив, повеќе ги засега него ли жените, затоа што нели ако е тоа единствениот приход дома, само едниот работи, навистина е сериозен стресор, значи затоа што ве дестабилизира, мислам, ви ги засега малтене, вие засега можноста да ги задоволите оние основни базични екзистенцијални потреби и разбирливо е да изреагираме и вознемирено и анксиозно и секако сега ако тоа трае подолго време, ништо чудно затоа што стресот е еден од главните ризик фактори кои знае да биде врзан со потешкотиите или предизвиците пред менталното здравје. Така што она што од сите овие нешто што ги кажавте, мене најмногу би ме загрижувало е фактот дека секаде низ светот мажите поретко се подготвени да побараат стручна помош и поддршка. Кои се чекорите за да си го подобрат менталното здравје? Знаете како најголемата борба и најголемата храброст по мене е кога водиме борба сами со себе и внатре во нас самите. И најголемата храброст е тука прво да се соочиме, да си признаеме сами на себе дека имаме проблем или состојба која треба да се решава и за која ни треба стручна поддршка, нема ни помош да кажам, туку стручна поддршка да сето тоа се реши. И ако не ми е проблем да се обратам на стоматолог кога ме боли зап, значи нема зошто да ми биде проблем да побарам стручна помош ако сум соочена со некаков предизвик кој е во доменот на менталното здравје. За жал мажите тоа поретко го прават. Исто така, она што може да се забележи од во стручната литература што посочуваат колеги практичари е дека мажите почесто ќе побараат помош заради здравствен проблем од она физичка, физиолошка природа, не знам, телесна природа. Да, главата ме боли многу, паднат ми е апетитот, нешто сум многу изморен, забрзано ми чука срцето или висок ми е притисокот и така натаму. Почесто за тоа ќе отиде на лекар, неголи да побара помош ако има некој симптом или состојба која е врзана со нарушено ментално здравје. А овие симптоми многу пати знаат да бидат дел од сликата која што е врзано со предизвик или така, со нарушено психофизичко здравје. Треба да бидеме здрави и психички и ментално. Да. Само целината е. Значи прво и основно е да го прифатиме тоа како нешто што може на секого да му се случи и не е ништо за што би требало да
се срамиме или да е страшно или дека нема начин тоа да се реши. Има начин да се реши, има многу стручни поединци кои феноменално добро работат на тој план, и психолози, и психијатри. Едноставно не треба на тоа да се гледа како слабост. За мене е тоа голема храброст и голема силина да си признам, да се соочам и да си признам дека имам предизвик, имам проблем кој треба да го решам. И треба да се зафатам со негово решавање. Ако го ставаме под тепих, ако потиснуваме внатре, верувајте, не само што тоа нема да се реши, туку ќе мутира, ќе стане многу поголем проблем кој потоа ќе биде и многу потежок за решавање. И сега, ако тука се направи нели тој клик во глава, значи пренос на поинаков начин на размислување, дека не е слабост, туку напротив е тоа е сила. Сила. И дека ако има на поинаков начин се гледа на сето тоа. Има начин да се реши, треба да се побара помош, затоа што колку порано се препознае и колку порано почнеме да работиме на себе, значи да ни биде подобро, шансите да ни биде подобро се многу поголеми. И да го решиме проблемот исто така се многу поголеми. Колку подолго чекаме, тоа нема само од себе да помине. Само проблемот ќе стане поголем. Професор, ке ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта. Ете, во месецот за машко здравје, две жени проговорија за нивното ментално здравје и испративме порака дека всушност тоа е сила, да се побера менталното здравје, значи да бидеш силен, а не значи да бидеш слаб. Апсолутно, така е. Ке се видиме ние повторно некоја друга пригода, а на гледачите им посакувам пријатен ден.